Сите сакаме да го прошетаме светот, а денеска јас сум тука со Борко, човекот кој што неколку пати веќе го има свртано светот. Јаде да видиме како го направил тоа. Здраво на сите, мојот име е Борко. Јас сум дечкото кој што прошетал 50 земји околу целиот свет. Имам снимено многу интересна авантуристичка и истражувачка емисија Светски патник која што оди на ТВ Телма. Емисија која што во овие малку студени времиња ќе ве однесе на најсветлите, најпозитивните и најтоплите краишта од светот. Имаме емисии од најубавите делови како што се карнавалите во Рио, плажите во Бора Бора, значи сите убави топли дестинации кои што ќе ве згреат во овие студени зимски денови. А зошто го држам овој брод во рака? Го држам бидејќи ова беше мојот дом за некаде околу 2 години од мојот живот. Преку мојот подвижен дом успеав да посетам 50 земји од целиот свет, буквално целиот свет, значи станува збор за Северна Европа, фјордовите во Норвешка, целосна Латинска Америка, најдалечните острови како што се Рапа Нуи, Австралија, Нов Зеланд. И главната цел мене ми беше преку интервјуата со локалците да дознам повеќе за локалните култури, да се поврзам со нив, да научам повеќе за нив, да научам повеќе за себе си. Верувајте ми дека секоја нова земја која што запознав беше како да отворам нов прозорец кон подобрата верзија од себе си. Значи во секоја земја учев нешто ново, се збогатував со некои зборови, термини, учев нови јазици, танцувања, многу интересни нешта. Беше интересно што и ја ги научив нешто нив. Сега ќе погледнете едно видео каде што играме македонско девојче во Тахити со локалци од Тахити. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, да подарена. Чека малку, значи ти уствари отиде на брод со цел да ја направиш серијава или прво беше идење на брод за да го видиш светот, па после ти текна за идејава за серијата? Многу интересно прашање. Моментот е дека јас од кога бев дете, сонот ми беше да го прошетам светот и да патувам и знам дека мислиме дека само богатите патуваат. Но јас се обидував да најдам начин како би можел и јас со ограничени средства да можам да го на некој начин освојам светот. Пробав стујард, за малку не влегов и после тоа си реков што би можел да работам друго и совршено решение ми беше брод. Зошто? Бидејќи бродот е како подвижен хотел кој што те носи од една на друга неверојатна дестинација за снимање. Само замислете си дека ги затварате очите и сте на некој остров и утре дента се будите сте во Австралија. Ги затварате очите и после некои 2 недели сте во Азија. Која идеја ми дојде прва? Бидејќи работев на телевизија година дена, јас веќе кога отидов на брод бев со идејата да снимам. Само се обидов да го најдам кој е најдобриот пристап на како да им придам на локалците, бидејќи верувате дека сите локалци се како и во Македонија малку така подзатворени, но открив дека ако ние се насмееме, дека всушност насмевката ги отвара сите врати и дека сите луѓе може да ни станат наши пријатели. Така да јас би им порачал на сите студенти, на сите средношколци, на сите млади луѓе, насмевнете се, охрабрете се и верувајте дека вратите ќе се отворат и би им посакал на што повеќе луѓе да го освојат светот, како што нели сега ракометарите ја освојуваат Европа.